Голем дел од избирачките места се недостапни за лицата со физичка попреченост. Немањето на рампи и лифтови го скратуваат нивното изборно право. Покажало истражувањето што минатата година го спровеле 12 невладини организации. Најголем дел од избирачките места се во јавни институции како училиште и градинки, со што се докажува дека и тие целосно не се отворени за оваа категорија на граѓани. Пристапноста ја меревме во многу димензии, значи не само во самиот момент кога се гласа, туку како да пристапиш, дали има рампи, дали има скалила, дали има лифтови и така натаму и така натаму. Некаде околу 75% на избирачките места имат пристапност, не целосна, многу малку објекти имат целосна пристапност за да лица кои користат количка може да гласат без проблем. Треба да се зголеми учеството на лицата со попреченост во избирачкиот процес, а членовите на избирачките одбори да бидат обучени да им дадат поддршка при гласањето, бара невладиниот сектор. Денес во Штип, членовите на општинските изборни комисии ги учеа основните вештини за комуникација со оваа категорија на граѓани. Ние како здруженија бараме оваа категорија да гласа самостојно, да го оствари правото на глас и да учествува на гласачкото место, не во домашни услови. Направивме промени за локалните избори. За прв пат слепите лица гласа самостојно. Имаме успешна приказна од Штип. Покрај бреевото писмо, на денешната работилница од ДИК истакна дека на наредните избори, на самите изборни места можно е да бидат вклучени и лица кои го зборуваат знаковиот јазик, со што ќе им се понуди поддршка и на немите лица. Па се надеваме, ние заедно со Сдруженијето Инклузива и со останатите граѓански организации работиме на унапредување на сите методи и начини како сите лица со попреченост да ги вклучиме во изборниот процес, да си ги осварат своите права, сами да излезат на денот на гласање. Со денешната работилница беа опфатени 11 општини од регионот.